Ја верувам дека имам денеска интересна порака за нас сите. И колку ме праша зашто ќе зборам, ја викам, па ќе зборам дека христијанството е нормално да се живее. И обично ставам некои така по бомбастични наслови, ама решив да ставам нешто што ќе биде прифатливо за сите и да видиме каде сме со нашата вера. Денеска ќе имаме стихови тука, заради тоа што не знам кој ќе ви кажам стих дали на Facebook сте или на мобилен. Гледате стварно Библија, така шопав. И заради тоа е полесно ваму да ги гледате стиховите. Океј, ќе ти кажам. Али супер Гогот кажа седошто. Ја верам дека сите ние треба да кажем, баш со Елена зборев, викам убаво е и младиве што зборуваат, баш ми се свија, али некако сика може требаше од постариве да почнеме, за да се запознаеме како сме станали христијани. Например, ја не знам за многу од вас како сте станале, така да ќе биде убаво на кратко сите да ни раскажете. Да се помолиме, Господ да дојде. Да, како е проверувам. Кај што сме ние таму и Господ, нели? Денеска сака да зборувам дека единствен начин да живееме успешен христијански живот е да го живееме во активна форма. Значи, што значи активна форма? Тоа значи дека ако нешто Исус ни кажал на нас да го правиме, и ако не го правиме тоа, е неактивна или ненормална форма на живење христијански живот. И некако после некое време ќе ни стане досаден христијанскиот живот. Монотон. Знаете, ќе слушате проповеди еднаш, два пати, три пати, пет пати, ќе идете домашна група, ќе доаѓате во недела на црква и после некој време сикате, па што е поентата? Едно исто правам. Ја не морам да идам на служба, не морам ни недела, не морам ни у четврток, ни на молитви. Па истото е со години, ништо не се дешава. И најверојатно сите сме дошли некоја таква криза на раскрсница и тогаш одлучуваш дали ќе продолжиш во досадата, најверојатно нема, или ќе се активираш и ќе си го направиш твојот христијански живот возбудлив. Значи, ако останеш да не растеш или ако не останеш во активна форма, ќе стагнираш. И затоа денеска сакам да зборуваме и во почеток ќе видиме Јован 14:12 што пишува. Ово Исус го зборува. Вистина, вистина и велам. Знаете, Исус кој ќе каже еднаш вистина е доволно. Ама ако каже два пати вистина, значи нешто многу, многу важно. Кој верува во мене? Вие сите верувате во Него, нели? Амин. Сега вика, ако верувате во Него, делата што ги прави Исус и вие ќе ги правите. Така стои. Ова е нормален христијански живот. Значи, може би некој ви рекол дека нормален христијански живот е да читате Библија и да се молите од црква да идете. Тоа е само почеток. Значи, тоа не е нормален христијански живот. Ако вие се молите, идете во црква и читате Библија, тоа е ненормален христијански живот. Значи, нешто не е во ред. Нормален христијански живот е да се следи оно што Исус го кажал. А тоа е делата што ги правиш Исус и ние ќе ги правиме. Исус вика, и поголеми од нив ќе правиме. Зашто? Затоа што вика, јас ќе одам ки таткот и сега Светиот Дух е внатре во нас. Така да причината зашто некојаш сме стагнирале, сме се обесхрабриле, сме се повлекле од црквата и од живењето на христијански живот е заради тоа што не го правиме оно што Исус рекол дека ќе го правиме. И се започва со проповедање и со размислување како тоа е можно. Дали вие кога размислувате се викате, не, ја не сум Исус, не можам да го правам тоа. А Исус вика, па баш зашто не си, поголеми работи ќе правиш. Исус очекува да ни биде нормално на нас. Знаете, ја многу се сретнувам со луѓе у последно време што страдат од болки, болести, значи не знам зашто овој период, се на некој нешто му фали. Имаат проблеми со болки, со опасни болести. И си размислувам, ние како христијани што треба да правиме?
Ние треба го заменим Исус на земјата. И се размислам што ќе биде ако сите ние си го своиме овој стих во нашите животи. Што ако ние сите размислуваме дека можеме да правиме поголеми работи него Исус што ги правише на земја? Што ако се сретнете со комши, роднини, пријатели, колеги и ви се жалат, знаете, многу ми е тешко, бев на доктор, ми кажа вака и вака. Кај па сега? Тоа е момче. Што да ти правиме? Дали така настапуваме или викаме Господ е со мене и јас знам дека мене ме слуша. Дали би сакал да се молам за тебе? И верувајте, ќе видите чуда насекаде околу вас. Господ ќе ви изненади. Али ако ништо тоа не направите, нема ни да видите. Знаете, јас знам дека има луѓе кои што викаат, абе Александар, Господ треба ми каже тоа го направам. Абе види, ако последнава година не ти кажа да го направиш, колку ти го слушаш Господ. Знаете, јас зборев, да не спомнам, цркви, али со луѓе што не веруваат во дарови, значи не се каризматски цркви. И баш зборевме на темата зборење на јазици. Ја викам, слушај, ја верувам дека Господ сака и вие да зборите на јазици. А не. У Библија си пишува, ако Господ сака ќе ми ги даде. Викам, стварно? Така пишува. Викам, да не навлегуваме многу тоа, само едно те прашам. А збори ли некој ке вас од црква на јазици? Па не збори. Значи Господ на никој не ќе да му даде. Значи не е тоа, тука е погрешна теологија. Така да ако ние сите се вадиме до тоа дека Господ треба да не води, да се молиме за некој болен, а не сме го направиле тоа цела година, дискутабилно е дали е баш така. Така да ние сме повикани да живееме моќен живот. Зашто? Затоа што Светиот Дух, што го воскресна Исус, сега живее внатре во нас. И знаете, знам дека тоа излишно, толку пати сме го слушнале, ама ако не го правиме, знаете, тоа стана мутна вода. И ќе го слушате и ќе кажете, што збори Александар? Па тоа го знаеме ние. Стварно. Знаете, Библијата вика, ако слушаш, ќе правиш. Значи, грчкиот збор на слушање е послушување. Ако некој му каже, слушај, измети го, и он не го измети, и ти ќе му речеш, абе, ме слушна? И он ќе те слушнав, и ја муши, ама изгледа не си ме слушнал. Значи, содека не го извршиш, ти не си го слушнал. Така да, ако ние не ги извршуваме работите, што Исус не ги кажал, ние не ги слушаме. И повторно треба да ги повториме. Колку повеќе ги повторуваме, толку повеќе ги живееме. Јас верувам дека се почува со поучување како ова. Што сакам со тоа да кажам? Исус поучуваш и манифестираш. Павле поучуваш и манифестираш. Има луѓе помеѓу нас што сакаат да пророкуваат. Зошто? Зашто Зоран збори за пророштво. Вие сите скоро зборите надите, зашто што знаете дека ви е возможно. Така, кажуваме, ако Светиот Дух имаш, можеш да збориш на езици. Значи, познати ни се тие работи што ги разбираме. Прашањето мое, што ќе се случи ако ние секојдневно медитираме на овој стих? Што ќе произведе надвор од нас? Ќе произведе манифестација. И тоа единствен начин за Божјото царство се шири. Ја верувам дека Господ може да употреби мудрост, како да евангелизираш некој, колку си паметен, да го убедиш дека Господ постои, колку атеистите се у грешка, ние сме право. Али ја не верувам дека тоа ќе донесе некој голем плод за Божјото царство. Манифестирана Божја сила ќе донесе плод за Божјото царство. А вие сите сте повикани за тоа. Што мислам сите сте повикани? Ја не би сакал после оваа служба вие да кажете, Александар има еден болен, дојди моли се за него. Ајде бе. Па нели ти го имаш Светиот Дух? Ја можам да дојдам со тебе и да те поддржам. Али не се работи за мене, се работи за тебе. И што ти имаш се од тебе. И знаете, единствено нешто што те дели од тоа да го имаш, да го видиш манифестирано, е само верата. Библијата јасно вика дека верата доаѓа преку слушање. Ја верувам дека ова го слушате, ќе здобиете со вера. Али ќе зацрстите верата следен пат, кога некој ќе ви каже имам болка, има еден човек болен, има комши, има роднина, има пријател, да кажете во името на Исус ти ќе бидеш здрав. Јас ќе се молам за тебе. Мора од таму да почне. Мора да почне длабоко од вас и од вашето уста. Јас знам дека ако еден двајца се молиме за некој болен и ако ништо не се случи,
Некојаш сме обесхрабрени, викаме, па, ајде да не се изложувам на ризици. Али ако сите тоа го правиме и сите преземеме ризик, и ако само еден или двајца се исцелат од рак, тумор или од тешка болест, Божјото царство ќе се прослави. Така да мојата цел на проповедањево е не да кажам Александар може нешто да направи, туку сега кажам дека сите можеме нешто да направиме. Значи ова ви го зборувам на вас лично. И знам дека постои еден момент кој што луѓето си кажат, слушај, абе ја не сум си го средил мојот живот, па сега ќе ги правам сите овие големи работи. Знаете, ќе ви кажам нешто. Една е работата на Бог во вас, друга е работата на Бог преку вас. Али тие се поврзани. Исус рекол, барајте го Божјото царство на прво место, сето друго ќе ви се придодаде. Со други збори, ако не ви е среден вашиот приватен живот, може би проблемот е ова. Ако вие не се замарате за Божјото царство и не сакате се шири на секаде околу вас, нема да имате добра хармонија како да ги решите работите во вашиот живот. Ја не викам дека секој пат е така, али може да е случај. Знаете, оно што го сеете, тоа ќе го жнеете. Јас сеќам на еден проповедник вика, јас ќе се помолам за тебе, за ти да бидеш, ја да бидам здрав. Викам, како мислиш? Така ќе се молам за тебе, јас да бидам здрав. Не си се збркал, му рекол проповедникот. Јас сум болниот тука. Не, јас све сваќам. Вика, ти ќе добиеш исцелување, јас ќе се движам во божествено здравје. Зашто ќе се молам за тебе? Не разбирате? Колку поише се молите за болни да бидат здрави, божественото исцелување ќе се задржи во вас. Така да, поентата не е ти да седиш во депресија, да чекаш ти да бидеш исцелен, пред да се молиш за некој друг. Како што ти правиш оно што сееш, што ќе жнееш во тебе. Ја неќам да се фалам, али сакам Господа го прославам. Ја во последните, можеби, не знам, 20 години, ја не сум имал никаква потешка болест, никогаш. Само глава ме болело по некој пат. Ја не идам лекар скоро никогаш. И тоа не е заради тоа што Александар е не знам што посебен. Тука сати в тајната, ако јас стварно верувам дека Светиот Дух живее во мене и дека Он го воскресна Исус од мртвите, болеста нема право за мојот живот. И кога ќе се молиш за други луѓе, и како што ќе се молиш за други луѓе, ти ќе го засвртиш тоа во тебе. Така да, почнете се грижите за луѓето околу вас. И не мислам за мажот, жената, децата ваши. Тоа е себичност. Ако е само тоа. Ако е само тоа. Мене сигаше Шамбак. Вика, кога се молите за други луѓе, кои што не ги знаете, туѓинци, непријатели, ја го гледам Исус и таткото како зборуваат. Исус му вика на таткото, дај му ја оваа молитва, одговори му ја молитва. Гледај колку го сака човеков. Ништо нема го сака. Ова е божествена љубов. И чуди знаци ќе случуваат. И како што ти ќе се грижиш за другите, Бог ќе се грижи за тебе. Не постои друг начин. Ја викаме, чекај си го средам мојот живот. Знаете, има некоја жена во Америка, се во Америка се случува нешто. И докторите рекле, ќе умреш за 2 месеци, имаш рак. И она се моли, Господ ти вика, слушай, иди ти моли се за болни луѓе. И таа вика, како се молам, јас за 2 месеци треба да умрам. Не, ти моли се за болни, ќе видиме што. Ја што ќе кажам, а не докторот. Молеки се за други, она било здравена. Има интересно нешто во духовниот се, знаете? Кога ќе се молиш за луѓе да имаат финансии, Бог ќе ти даде тебе финансии. Оно што го сееш, тоа ќе жнеш. Кога ќе се радуваш за успехот на другите, Господ тебе ќе ти дава работа. Ако им завидуваш на другите, ти не си квалификуван духовниот свет да примиш работи. Зошто? Заради тоа што ги буниш работите. Зашто ти љубомориш на некој, Господ тебе ти даде, после некој друг тебе треба ти љубомори. Нема хармонија. Ако си зависен од дрога, најдобар начин е да се молиш за некој друг наркоман. Да биде исцелен. Зашто ќе земеш власт врз тој дух што го заробил тој човек и ти ќе имаш власт врз тој дух што тебе те заробува. Секој пат е така. Така да ние не сме жртви на околности да чекаме негде пикнати таму и ќе да кажеме ајде Господе, среди ми го животот и ја после ќе правам работа.
Може да видиме колку ако сакаш Матеј 28 од 16 до 20. И колку ще ги среди стихоите? Просто да не гледате на телефон. Се шала, мојко. Видете што вика? А 11 ученици отидоа во Галилеја на гората каде што им беше заповедал Исус. Па штом го видоа му се поклонија, пазите што вика, од апостолите, а некои се посомневаа. Сега ви стварно воскресна. А Исус кога се приближи, проговори и рече, ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштевајќи го името на Отецот и Синот и Светиот Дух и учејќи ги да го чуваат сето оно што ви го заповедав. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на времињата. Мене оно што ми интересно од овие стихови, сите сме ги читаве, прво, како можеле некои од нив да се посомневаат? Па нели биле апостоли? А второ што ми интересно, што Исус не им рекол, слушајте, вие што се посомневавте, трнете се на страна, вас не ве бива многу. Дај да им кажам на вие што си се како што треба, што стварно ми верува дека сум воскреснат. Не им го кажал тоа на сите. Кажа, слушај, тоа со вашето неверие мене не ме интересира. Али едно ќе ви кажам, додека правите работи за мене, неверието ќе падне од вас. Затоа ви кажав, една е работата на Бог во вас, друга е работата на Бог преку вас, јас се сложувам за тоа, али поврзани се. Ако сакате да живеете успешен христијански живот, вие мора да бидете активни за Божјото царство. Ако не ќе ви биде досадно, ако вие само не слушате на што збориме, вие нема да доаѓате у црква. После некој време. Али ако вие се активирате, заради тоа што Светиот Дух на вистина живее во вас, вас ќе биде воздух тој христијански живот. Ќе биде интересен. И што најбаво ќе имате сведоштво да кажете. Као Гого што кажа, ќе кажувате и